ние сме нели како држава представничка демократија и собранието треба да е слика на таа представничка демократија, односно во собранието треба да гледаме представници од сите различности, од сите групи, меѓутоа и во собранието треба да се промовираат политики кои што го поддржуваат и водат кон напредување на мултикултурализмот и интеркултурализмот во нашата земја. Во таа насока, ако зборуваме за репрезентативност, морам да кажам дека собранието, ако зборуваме во делот на различните етникуми, има добра репрезентативност. Ако зборуваме низ призмата на еднаква застапеност на жените и мажите, исто така можеме да кажеме дека сме еден од парламентите кои што имаат, да речам, највисок процент на жени во регионот, околу 42%. Меѓутоа, ако зборуваме од аспект на тоа што граѓаните, ако нели пуштат собраниски канал, имаат прилика да слушнат и да видат, за жал не секогаш, односно во последно време многу често она што се промовира и она што може да го слушнат е токму спротивното. Беше спомнато претходно дека сите ние како јавни личности дали сме на некој начин присутни во политиката, во извршната, законодавната власт, дали сме дел од граѓанското општество, навистина имаме одговорност да внимаваме какви пораки испраќаме кон граѓаните. Не можам да потврдам дека тоа е пракса и дека тоа се случува во собранието. Имаме една ситуација каде што одредени политички субјекти се обидуваат со сите сили да го подкопаат она што оваа држава несомнено го постигна, а тоа е напредокот во делот на меѓуетничките односи и не само меѓуетничките односи, туку комплетно оној принцип на прифаќање на различностите. Па имаме употреба на реторика која што значи отворен говор на омраза спрема други етникуми, или поценување на различни други маргинализирани групи. И во последните месеци можам да кажам дека тоа постигнува некаква кулминација. Сите сме сведоци на она што се случуваше во собранието во текот на летото. Додека нели траеше дебатата околу заклучоците поврзани со почетокот на преговорите со Европската унија, јас лично бев изложена на говор на омраза од колешка од опозициона партија и за жал не можам да потврдам дека сите политички субјекти во собранието се однесуваат доволно одговорно, односно внимаваат на пораките кои што ги упатуваат кон јавноста. За жал преовладува таа теза дека испорачуваме пораки кои што одредена група од гласачкото тело сака да ја слушне, а не пораки кои што значат развој и почитување на различностите во нашата држава. Така да не би можела да кажам дека нашето собрание е слика на она што значи пораки за напредување на и почитување на различностите и не би можела да кажам дека сите политички субјекти во собранието го прават тоа. Од друга страна, се она што беше споменато, се она што го донесе владата како добри политики и мерки, факт е дека беше изгласано во собранието. Така да сепак имаме сили, имаме мнозинство кое што сака да работи и понатаму на унапредување на мултикултурализмот и интеркултурализмот, меѓутоа мислам дека навистина отворено треба да ги посочуваме и да ги кажуваме сите оние кои што работат спротивно на тие вредности. Се разбира дека ќе ве замолев да кажете нешто во врска со тие навистина немили сцени кои се случуваа во македонскиот парламент минатото лето. Благодарам за тоа што вие го изнесовте тоа токму на оваа конференција и секако ќе биде запамтено. Во врска со тоа само едно мало подпрашање би сакала за вашата перцепција. Значи, моето мислење е дека не, но сепак да ве прашам, дали мислите дека имаше доволно осуда, дали од јавноста, дали од вашите колешки и колеги, пратенички и пратеници, токму на тој говор на омраза? Дали видовте можеби некое покајување или извинување, дали добивте во ходниците на парламентот, ако не јавно, за тој навистина бесмислен и груб говор на омраза кој го слушнахме? Не, апсолутно немаше такво нешто, значи ни формално, ни неформално, затоа што ќе повторам она што на пример за мене беше просто неверојатно кога влегов во собранието, таа дефиниција дека тоа значи да се биде пратеник, односно да се испорачуваат пораки кои што одат на штета на државата, кои што одат на штета на соживотот, меѓутоа ние ќе ги кажеме одговорница за нели да
да собереме лајкови кај одредена група од гласачкото тело. Така да за жал не гледам дека имаме политичките субјекти кои што работат на рушење на мултикултурализмот во нашата држава, дека гледам дека има некаква свесност за тоа што го прават, за штетата што ја придонесуваат или гледам некакво покајување. Оно што исто така е битно што го спомнавте, мислам дека недостасува сепак доволно силна јавна осуда. Значи, од сите аспекти на нашето општество. Дали зборуваме за функционери, дали зборуваме за она што се нарекуваат интелектуалци, дали зборуваме за она што се нарекуваат, не знам, медиуми, дали зборуваме за она што се нарекува граѓанско општество. И до некаде тоа е разбирливо, знаете, ние еден многу долг период, значи имавме ситуација каде што институциите на власта беа тие кои што потикнуваа нетрпеливост и промовираа непочитување на различностите. Односно промовираа почитување на само една група. Или имавме ситуации, имавме учебници каде што пишуваше дека македонците дури и повеќе од она што го бараат меѓународните стандарди им дале на малцинските права на своја штета. И ние не можеме да очекуваме генерации кои што израснале учејќи од тие учебници во суштина да имаат високо ниво на почитување и толеранција на различностите. И тоа го гледаме дури и сега. Имаше една анкета скоро направена на МЦМС, каде што се покажа дека во нашето општество факт е дека се уште има високо ниво на нетолеранција спрема различностите. И сметам дека единствен, да речам, системски начин да се справиме со тоа е токму образованието. Значи, реформите во образованието и образование кое што како основна вредност го промовира интеркултурализмот, инклузивноста и родовата еднаквост, единствено такво образование може да изгради генерации кои што вистински и суштински ќе живеат со тоа дека различностите се нели благодет. Ви благодарам за тој одговор. Се разбира, дали мислите дека стратегијата за која зборуваме, меѓу другото, оваа наредна тригодишна стратегија, има ли добри перспективи во наредните 3 години за развој на мултикултурализмот и интеркултурализмот во нашето општество? Дали гледате можеби некои опасности таму, имајќи ги предвид и оние надворешни фактори, се разбира и субјективните слабости, меѓу другото и куќата од каде што доаѓате парламентот македонски. Видете, јас секогаш сум оптимист и верувам, затоа што нашата земја, како и скоро сите други држави, и посебно државите во регионот, значи ние сме, тоа е нашата реалност. Реалноста наша значи различност. И доколку го гледате јазикот, архитектурата, храната, обичаите, сите тие се сплет на различности на различни култури. Значи, тоа е нашата реалност и не може да биде поинаку. Така да јас апсолутно верувам дека нашата држава може да оди напред во делот на она што значи вистински интеркултурализам, значи не само пасивен соживот и да се учиме да се толерираме и да живееме едни покрај други, туку на вистина различните култури да живеат една со друга. Секако дека постојат предизвици, секако дека, пак ќе повторам, постојат и како политички субјекти во нашата држава кои што работат спротивно на тоа, меѓутоа навистина верувам доколку сите се заложиме, имаме значи влада која што го промовира тој концепт, имаме граѓански организации кои што навистина активно придонесуваат за развој на тој концепт, медиумите нели да си го превземат својот дел од задачата, интелектуалците исто така и навистина верувам дека државата може да се движи во тој правец. Добро е да се биде оптимист, меѓутоа имаме едно прашање. Би сакал да ве прашам докаде со иницијативата која беше најавена од пратеничката група на СДСМ непосредно по говорот на омраза во која бевте вклучени меѓу другите и вие. Дали се поднесе таа иницијатива и иницијатива за осуда на говорот на омраза? Значи, испративме официјално јавно соопштение, побаравме извинување, оградување од пратеничката група, конкретно станува збор за пратеничката група на ВМРО ДПМН, меѓутоа не добивме ништо повратно, искрено не ни очекував. Во последните, значи, не е тоа единствен случај
тоа постојано се провлекува во реториката на тие политички субјекти. Меѓутоа, пак ќе кажам, оптимист сум дека мнозинството ќе се избори да се задржи на тој пат. Немавте ниту лично извинување од вашата колешка пратеничка која излезе на Јасно прашање. Не, немав лично извинување, значи она што мислам дека го спомнав накратно, што мене навистина и уште ми е несватливо кога влегов во собранието, тоа објаснување дека нели настоа ни е работа. Јас не мислам дека работата на еден пратеник е да излегува на говорница и да навредува други пратеници, меѓутоа очигледно дека има колешки колеги и политички субјекти кои што така доживуваат и сметаат дека тоа е функцијата на еден пратеник. Така да немаше ни лично извинување.